Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно сите. Во Евангелието според Јован 3 глава 60 стих се вели вака: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Денешнава моја тема се наоѓа во Евангелието според Марко, 2 глава од 1 до 12 стих. Таму се зборува за еден човек кој што бил парализиран, немоќен, кој го донесоа 4 негови пријатели за да биде оздравен, исцелен од Исус. Во текстот ни се вели вака: и по неколку дена Исус влезе во Капернаум и се расчу дека е во една куќа. И веднаш се собраа мнозина луѓе, така што не ги собираше ниту пред вратата. И дојдоа кај него и му донесоа еден немоќен човек, кој го носеа 4. И бидејќи не можеа поради народот да се доближат до него, го открија покривот каде што беше, го прокопаа и го спуштија одарот на кој лежеше немокниот. А Исус, кога ја виде нивната вера, му рече на немокниот: синко, твоите гревови се простени. А имаше таму некои од писмозналците, кои седеа и размислуваа во своите срца: што зборува овој вакви клетви? Кој може да простува гревови освен еден Бог? И веднаш, кога Исус позна со духот свој дека така размислуваат во себе си, им рече: зошто така помислувате во вашите срца? Што е полесно да му кажам на немокниот? Што е полесно да му се каже на тој човек: ти се простуваат гревовите, или да му кажам: стани, земи си го одарот свој и оди? Но да знаете дека Синот човечки има власт да простува гревови. И тогаш му рече на немокниот: тебе ти велам, стани, земи го одарот свој и оди си дома. И стана веднаш, и кога го зеде одарот свој, излезе пред сите и сите се чудеа и го славеа Бог, велејќи: никогаш такво нешто не сме виделе. Исус во една прилика му рече на народот: не дојдов да донесам мир на земјата, туку меч. Некој ќе помисли дека Исус оваа изјава му се заканува на човештвото со војна и со непријателство. Но почитувани, тоа не е така. Исус ја дава реалната слика на човештвото, која ќе биде поделено на верници и неверници, на богоборци и приврзеници, на добри и на лоши луѓе. Исус имаше големи непријатели и никогаш не им подлегна на нивните безумни прашања, кои имаа за цел да го искушуваат, а потоа да го осудат. Кога Исус се најде во градот Капернаум, кој беше главна престолнина на Галилеја во тогашно време, влезе во една куќа и таму проповедаше. Го проповедаше Божиот збор, вечниот Логос. Исус ги користеше сите места каде што можеше да ја објави добрата вест, благата вест, радосната вест, Евангелието. Проповедаше по улиците, пазариштата, куќите, планините, езерата, синагогите, храмовите и пустините. Во текстот ни се вели дека тој влезе во некоја куќа. Таму се собрало мноштво народ, што укажува на неговата популарност и што мнозина го следеа во тоа време. Во Евангелието според Марко и другите евангелија постојано се зборува за мноштво луѓе. Околу Исус имало секојаш мноштво луѓе, кои имале личен интерес и сакале да бидат со него. А некои доаѓале од далечни места за здравје, за исцелување, други да го прашаат за некој проблем, а трети да видат и да сознаат дали е тој Месијата, Христос, или е само народна пропаганда. Како и да е почитувани, во таа куќа се собрало мноштво луѓе. Меѓу нив дошли 4 кои носеле болен човек од парализа. Никако не можеле да дојдат до Исус, бидејќи пред вратата имало народ. Решиле да се качат на покривот, што во тоа време покривите биле рамни и не биле од цемент. Го ископале покривот и го спуштиле болниот пред нозете на Исус.
Тоа укажува на големата вера на овие луѓе. Тие му направиле штета на домаќинот, но со намера дека ќе ја платат само да оздраве нивниот брат или пријател. Овие луѓе имале цврста вера, која не намалува кога го гледа проблемот пред себе. Тие не се повлекоа кога ја видоа толпата пред вратата. Тие не рекоа да се вратиме, не можеме да дојдеме кај Исус. Нивната упорност е знак на нивната вера во Исус. Тие се зборуваа, ако дојдеме до Него, парализата ќе ја снема. Тоа е сличен настан како жената што боледуваше од крвотечение. Таа во себе си зборуваше, само да се допрам до неговата облека и ќе оздравам. Така и се случи. Исус ја награди со зборовите, ќерко, верата твоја те спаси. За овие луѓе немаше препрека. Верата создава цврста надеж дека ќе се постигне посакуваната цел. Тие луѓе имаа истовремено и сожалување кон нивниот пријател. Го сакаа да биде здрав. Колку е важно да имаме и ние сожалување кон оние кои боледуваат од тешки болести. Во една прилика се најдов во една болница за малигни тешки заболувања пред смрт. Сликата беше ужасна. На едним беа сечени нозете, други страдаа од склероза, трети од внатрешни тешки зарази, и си помислив што сака Бог да ни каже преку тоа. Ако можевме да ги однесеме, при Исусовите нозе ќе беше добро, но само се молевме за неколку од нив. Сожалувањето е добро, но уште подобро е ако продолжиме да комуницираме со нив или да им помогнеме да ги донесеме до спасение што им го нуди Исус. На еден му посведочив за Божјата благодат која нуди вечен живот. Тој се молеше заедно со мене, но не знам дали Бог ја прими неговата молитва. Зошто не знам? Зашто јас не знам кој е Божјиот критериум за услишување на молитви во такви моменти. Дали треба човек да е многу ревносен, да се кае премногу, или да каже едва и по некоја реченица, како што рече разбойникот на крстот. Со една реченица тој се спаси. Бог знае како и на кого може да му прости. Но најважно е како да ги донесуваме луѓето до нозете на Исус. Кога една душа, еден грешник, се спасува, се кае, целото небо се радува. Сите ангели се радуваат, најмногу Бог. Израдувај го небото и ти. Луѓето може би биле збунети од настанот што се случуваше во куќата. Но важно е тоа, што таа куќна драма имаше добар крај. Кога го спуштеле немокниот парализиран човек, сигурно настанала тишина. Некое очекување што наеднаш сите ќе ги изненади. Но Исус не постапи според очекувањата на луѓето, туку според потребата на човекот. Понекогаш ние сакаме Бог да действува, да делува на импресионирачки начин пред луѓето. Сите да се воодушевени, сите да ракоплескаат, но Исус постапи на Божји начин, што за луѓето беше несватливо. Тој рече, синко, твоите гревови се простени. Тоа може само Бог и никој друг. Но Исус овде постапува на Божји начин и сака да му предочи на мноштвото дека тој е Бог во тело. Тој е вечниот Бог кој стана човек. Но писмозналците или во тоа време истражувачите на писмата воопшто не го разбраа Исус. Беа толку заслепени, што слепилото, така да речем, им беше гердан на вратот. Ниту влегуваа за да се спасат, ниту даваа на некого да влезе да се спаси. Тие реагираа и рекоа веднаш, овој човек фрла клетви на Бог, кој може да простува освен еден Бог. Таа реченица е вистина што излегува од нивната уста, според законот. Само Бог може да прости грев. Тој има овластување, никој друг. Тие се повикаа на Стариот Завет, каде што зборува за оние луѓе што ќе се представат лажно за пророци или помазаници од Бог. Сите што се представуваа лажно дека се некој или нешто, заслужуваа смрт. Во тој случај, Исус действува независно од нивните сваќања и зборува некои нешта што одговараат на пророк, на свештеник и на Бог. А во нивните очи,
Исус не беше таков. Исус беше облечен како и сите други. Немаше свештеничка облека, немаше ефод врз себе, тоа е посебна облека за свештениците, не беше во храмот и немаше жртва кога го рече тоа пред сите. Што укажува дека Исус не може да простува гревови. Штом не е во храмот, не може гревот на никого да му биде простен. Според тогашните традиции, гревот се простуваше само со помош на свештеник, и тоа лично во храмот. Книжниците, кога го видоа тоа, дека Исус зборува свештенички зборови за отпуштање на гревови, за опростување на гревови, тие се изненадија. И нивната реакција беше некако оправдана. Но дали Исус не беше тоа? Исус, иако беше во куќа, сепак имаше легитимно право да каже како Бог: Синко, твоите гревови се простени. Иако немаше храм, каде што единствено може да се простат гревови, сепак Исус беше во куќата, жив храм, кој може да прости грев. Затоа тој рече: разрушете го овој храм, а јас за 3 дена пак ќе го подигнам. Исус зборуваше за своето тело како храм, што значи Исус не го прекрши законот дека простувањето на гревот може да се случи само во храмот, бидејќи во куќата беше и пребиваше живиот Божи храм, Исус, вечниот Бог. Како второ, немаше свештеник во визуелна представа, кој може да го прогласи некого за чист, но Исус беше главниот свештеник, првосвештеник, во куќата кој посредува за парализираниот човек. Тој, иако ги немаше облеките како свештеник, тој беше облечен во чистота и безгрешност, за да може да му каже на човекот дека гревовите му се простени, затоа што Исус беше зачнат и роден од Светиот Дух. Сите нешта што однапред се правеа преку символи, најави, се исполнија во Христос. Пред тоа сите нешта беа само сенка, а телото е Христос. Како трето, немаше жртва, но вистинската жртва како заклано јагне уште пред создавањето на светот беше токму во куќата, на очиглед пред сите. Што значи, во куќата каде што Исус се наоѓаше немаше храм, но тој беше храмот, немаше свештеник, но тој беше свештеник, немаше жртва, но тој беше жртвата. Како што рече апостол Јован: еве го Божјото јагне кое го зема гревот на светот. Затоа Исус можеше слободно да рече и рече: Синко, твоите гревови се простени. Тоа беше несватливото за книжниците, за фарисеите во тоа време. Тоа е несватливо и за денешните луѓе. Но реалноста е таа. Исус се објави како храм, каде што пребива вечниот Бог, како главен свештеник кој врши посредничка улога за човештвото и како жртва која може да ги очисти гревовите на сите луѓе. Како што рече апостол Јован: и крвта на Исус Христос не очистува од секој грев. За да се потврди неговата Божја мисија и дека навистина Исус е Бог во тело, му рече на болниот: земи си го одарот свој и оди си дома. Тој веднаш стана, си го зеде одарот и си отиде. Можеше ли некој да го одрече тоа? Не. Сите го славеа Бог и велеа: такво нешто никогаш не сме виделе. Но замислете си што помислуваа книжниците во тоа време, откако човекот стана пред нивни очи. Сигурно се прашувале да не се уморни и гладни, па да гледаат некое привидение, или пак си рекоа: важно е што имаме власт, а со овој човек ќе расчистиме кога ќе дојде време за тоа. Да, Исус го направи чудото на опростување на грев. Бог може преку Исус Христос да ги прости и твоите гревови, ако се покаеш, ако поверуваш денес во Него. Зашто апостол Павле во Римјаните 1 глава 70 стих вели: а праведникот ќе живее преку вера. Да, преку вера. Нека Бог ни помогне на сите нас, нека Бог ве води и помогне и ве благослови. Амин.